Баренско Петрово село, тука имаше еден премин за во Унгарија. Пред да крене револуција Унгарија, имаше делегација дојдено со председателот на Маđarска и делегација кај Тито во Југославија. На тој премин се погодив јас тога и баш председателот, колите како што врвеа, и запиравме ние, и ние кажано ми беше за да заминат за Маđarска и тоа го видел председателот е низок, еден црни, низок човек, фин човек, председател на Унгарија тога што беше. После известно време, помина може 2 недели, 3, Маđarска крена револуција. И после изврши интервенција Русија и почнаја да бегаат унгарците. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak külvárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Én el akarok innen menni. Nem tudom, hogy jó-e, hogy itt a távoli jövőben üzengetünk egymásnak, amit mindketten máshogy képzelünk el. Возот чим ќе дојше и тога и 50-100 души како дојде и прихваќавме ние на границата. И после имаше логор во Осијек, и таму се месестува во Осијек во логорот. Од таму после и распоределуваа низ цела Југославија. Во тоа распоредување и Крушево имаше овдека овој отел Илинден. Оние други не, во Илинден беа сместени и имаше едно детско летовалище горе и во детското летовалище. Тоа не беше логор, но прихватилиште беше. Затоа што тие може да се движат, да излезат во градот, до пазарот, ако сакат. Пријатели стекна, љубов кај некој се родила и така, животот ценност. Се засакав, не бев женен, млад дечар. Се засакав со една, се викаше Марта. И така да, после замина ја.
не испадна. Ништо. Оти не ја задржавте тука. Она имала некој од фамилијата во странство? Немаше, не. Па каде оти дона тука? Во Америка сите. А знаете ли каде? Ништо повеќе. Ништа, не се јави, не се ништо. Тој трак заврши субота. Америка за мир, Австралија за мир. Значи ги спојува со нивните семејства тама некаде. Од тука никако враќање во Маđarска. Храна полојна добива во летовалиштево, полојна во хотелот. Во два обекта и хранење. Ние имаме некои 105. Јас се најдов во летовалиштето. Како една голема фамилија живее. Од сите страни слушај. Што е важно, немаше никако... Сите куќи отворени за нив. Да. И добре дојде, някој не се разбирале. Според облекат, тие беа од аристократски. Према однесувањето, викат, биле од видни фамилии. Бегаја тогаш, тоа бега 56-та, 57-та, 58-та година. И ова оддалечено, позаштитено место, имаше на повеќе места, дојде во Крушево. Имаше доста. Од детското одморалиште Шула Мина беа. Таму беа стационирани. Од комшите имаме кувар таму, Никола. И покрај него одевме горе. Јас имав сестра помала, играше балет, малеска. И ај таму со балет, се запозна со овој мажо, еден ден ни го носи дома. Бела. Еден ден, месец, јас не знам шо правив. Мамо, ти носам гости. Тогаш имав, може да се види на фотографијата, 3 години. Бев така, темпераментна, многу. И не знам, доаѓа таму, на самата улица, ете, господинот Бела, веројатно како дете, ми оставил преголем впечаток, затоа што од сите луѓе, јас да го одберам него. Го зедов за рака и едноставно го влечев да дојде кај нас дома. И мамо, ти носам гостин. Ај, реко, дојди гостинов. И дојде, зајде, ден и ној кај нас беше. Не знаевме ние јазик, тоа беше разбирање со пантомима, меѓутоа тој стана наш редовен гостин. Ќе го поперам, ќе го дотервам, ќе го терам да се бричи. Ние многу го засакавме, посебно, така да тој беше постојано присутен кај нас. Секој ден доаѓаше? Секој ден. Ќе ме се питам. Ај, ќе ручаме сега. Не те пуштам, тие земај пари, го дава државата и јаде и пие и се. Ама кај мене? Прекрасни луѓе. Не вика, не замаја, ни дават да шутираме, да се дружиме таму. Таму кога ќе појдевме музика, смеи во одморалиште во свадебне. Се живо имаше, на се. Сега го носиме, како што го носеле Бела, да го прошетаме низ Крушево. И му вели на таја тумачо, праша, спасика како се вика ова цвеќе. Викам цвеќе. Така оди ова, цвеќе? Тој се смее. И вели, јас ќе му пишав книга, како се викат. Јас мам, не, касно ми е да студирам. Знаеш, чардаш да играш, мене ми велеше, обично на школа имаше сала и од нивната музика ќе пуштаја на радиот и тогаш немаше никој. Имаше школа. И ги учевме чекорите. И кога појдовме во
на екскурзија после во Будимпешта и имаше свадба. Стана ја играја и стана ја и нашиве да играат и тие се чуде од кај ние го знаеме чарташот. А ние чарташот го научивме од нив. Тој беше многу образован човек. Зборуваше француски, многу културен и многу воспитан. Сите сме од дома стикани и со Бела. И Бела го имаме Во фамилија. Во фамилија. И заживеевме многу, идеа и други. И плюс тоа формираа клуб овде фудбалски. На прво место го има фудбалот. Кој ќе се рече Хонвен, ние мислеме дека Хонвен не може никој да го тепоти. Така беа играчите. Тогаш играше Гросич, Пушкаш, Хендикути, Чибор, да не кажувам за сите тие, се да не зборам, ми беше мене, оти јас фудбал играм, сатисфакција кој ќе чуев дека Хонвен тепа. Многу го сакаја. И кога имавме прилика, ко сега се сеќавам јас, за да шутира. Јани бум! Девек шутира, Јани бум шутира. А добри беа. Не можехме со ним да играме. Не? Многу опасни беа. Добри беа? Многу добри беа. Сега, овие фотографии? Фотографиве, еве го сега тренерот. Еве го тренерот. Како се викаше тој? Сега ќе ви кажам. Фазаркаш. Фазаркаш, така ми река. Јоше. Фазекаш, сигурно Фазекаш. Добро, така запомни. Јоше. Фаркаш, Фаркаш се вика се, дали Јоже или Фаркаш се викаше. И како ја он бил како тренер? Абе, беше, тој уште еден имаше, тука двајца беа. Шпиц. И двајцата работеа, едниот работеше со нас, едниот работеше со голманите. Изврсен тим со помошта него на многу градови сегде тепавме. Еве ти го Јани. Не ти го Томе Белгарски. Еве ти го тренерот негов. Почу Кардулов. Папазот. А таа слика во куќа ми се чу. После отидовме во Демир Хиса Роблејке на село. Да. Игравме таму. Многу груби играчи. Ко застанахме ние, мајсторија, со искуство што се велит од мајсторот, онаква, кој фативме на тој терен, 7 гола му кладовме. Добре. Како сите не вика дека јас троб фаул бев така, и мустакчина така има. Држте го Маđаров, држте го Маđаров. За вас. Тоа беше на фото. А не публиката викаше, ајде Маđarov. Сега вие со тие унгарците слободно се друживте тука, немаше проблем. Како не бе, многу фер беа. Многу фер. Ти вела многу сакае пиењето, поготово виното, тука имаме едни комши тука имаше ложи тука, абе не остаја капка, не остаја. И кажавте дека меѓу нив имало и уметници, така?
Цртачи, тие цртачи, пишувал некој? Јави да ви направам слики. Напред. Многу коштат не, 5 банки. Прави. И кладам работи место во кафаната, тука е во центар. Да. Сега не ви кажа, може би кај нас дома се заљуби во мојата сестра. Тоа не ви ја кажа. Тука може на фотографијата да се види. Таа тогаш беше 17-18 години. И тој сакаше да ја земе за сопруга. Меѓутоа не беше уште дефинирано каде ќе ги однесат, во кое место. Од кога, значи не знам колку беше кај во Крушево престојот нивни, знам дека после тоа Бела замина за Франција. Му велам на Бела, ќе те жениме овде. Невеста ќе ти најдам и фамилија ќе бидиме. И тој се смееше. Рече ки не носат до Скопје. И седемне, ко рече ка има за Скопје, капнам не плачејки, а детова нарочито многу плаче. И тој ли плачеше? Плачеше, за толкај солзи, гушине. Не може да се оддели тоа нас. Се одделиме. И од Скопје ми се јави. Се јави од Тивтасов на Скопје. Ко си заминува, колој на град повеќе ги спраќаше со солзи. И така се сродија. А како ти да? Ни прати пакет. Пакет, костюма негов, плачење стори и денеска ми се плаче. Го зедавме пакетот, се дате, за сите имаше по нешто. Од Козамина тој ни прати пакети од таму. Значи толку беше благодарноста негова за тоа што поминал и љубовта кон мојата сестра. Мене ми прати и тоа сега ја гледам пред себе, кукла во тоа време, што беше непознаница. Не во Крушево само, туку и во Македонија. Ми прати таква кукла со кревече, па тоа имаше со завеси, куклата плачеше и кога ќе ја кремиш, викаше мамо. Тоа беше таква сензација во градот. Сите доаѓаја да ја видат куклата, на вистина, буквално и мали и големи. Кој зедов фалишчата, пакетот, паза плачење сторивне. Кој видел фалишчата од Бела, реко фали голи сет, али облечени сет. И после, што се стори човеков, ни писмо, ни одговор, ни од Козамина. Како син ми беше. Си реков дали е жив, дали не е. Ние би сакале да направиме така, да ги најдеме барем некој од нив, и ако не нив, барем нивните потомци да ги донесеме у Крушево, да видат каде беа они во Крушево.